27 април дефинитивно ќе остане како црн датум од поновата историја на Република Македонија. Датум во кој што беше подкопан уставниот поредок, беа нападнати и повредени пратеници, новинари и вработени во собранието. Надлежните институции мора да го расветлат овој случај со црниот четврток кој што се случи минатата година во собранието на Република Македонија. Денес давав исказ во Основниот суд 1 како сведок за случајот на нападот врз пратеникот Села и се надевам дека со истиот ќе помогнам правдата да ги стигне сите оние кои што се огрешиле на тој настан. Република Македонија одамна веќе е правна држава и сите оние кои што биле нарачатели, извршители или помагатели на немилиот настан мора да одговарат согласно позитивните законски прописи. Дали вие препознавте неколку од обвинетите кои што сте ги виделе таму и дали видовте кој го удира Села? Нормално, добар дел од исказите кои што ги дадов во судот, бидејќи самата постапка е во тек, не можам да ги изнесам денес пред јавноста, меѓутоа она што можам да го дозволам, да го кажам е дека добар дел од присутните обвинети ги препознав дека беа на самиот настан во пресалата во собранието на Република Македонија и нормално дека извршува действија кои што одеа на штета на здравјето на оние кои што беа присутни. Во судница рековте дека четворица препознават, како се дополнуваат. Дали е таа бројката или повеќе? Во судницата ги препознав сите оние кои што на соодветен начин можев да изнесам дека сум ги видел во собранието на Република Македонија на 27 април. Еден од обвинетите беше препознат малку подоцна затоа што профилот на истиот фронтално го видов при самиот тек на испрашувањето. Дали тој обвинет помагаше или го повлекол Села од толпата, од групата пратеници, како што прилично речевте? Еден од присутните обвинети јасно кажав дека го одвлече пратеникот Зијади Села од толпата, нормално од групата пратеници кои што бевме во таа пресала. Помагатели подоцна во самиот тек на настанот, предпоставувам дека имал, меѓутоа она што можев да го видам и она што можев да го потврдам, го кажав на самото испрашување и нормално денес во текот на исказот.